Контурите на владината реконструкција начелно познати. Кадровските решенија се уште остануваат во доменот на шпекулациите. Кој заминува, кој ќе дојде, а кои ресори ќе бидат ротирани, официјално ќе се знае вечерва по извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Пред партиското седиште е Маја Стојановска. Маја, кога се очекува и официјално да бидат објавени имињата? Така, Тања, сите дилеми околу долго најавуваната владина реконструкција завршуваат вечерва токму одовде од централното седиште на ВМРО ДПМН, каде што за во 19 часот е закажана седницата на извршниот комитет на партијата. Според најавите на премиерот Христијан Мицкоски, оваа седница ќе заврши некаде за час и половина од тогаш, односно за во 20 часот и 30 минути. Тој лично кажа дека ќе ги соопшти конкретните имиња на сите функционери кои што ќе бидат опфатени со владината реконструкција. Но тој пред малку во телевизиско гостување, иако не откри конкретни имиња, откри која партија, колку ресори практично добива со реконструкцијата. Тој кажа дека ќе има вкупно 8 смени на министри, од кои што ВМРО ДПМН добива 2 ресори. Тоа е ресорот здравство и ресорот социјална политика. Практично тука според неофицијалните информации, ресорот здравство ќе го преземе Сашо Клековски, додека ресорот социјална политика се очекува да го преземе актуелниот заменик министер Ѓоко Велковски. Потоа Мицкоски откри дека вреди добива 2 ресори, тоа се култура и правда. Правда практично ќе преземе од коалицијскиот партнер Знам, за кој што Мицкоски откри дека го добива ресорот земјоделие, а наесен најави, без да прецизира кој, дека ќе добие уште едно заменик министерско место. Исто така Мицкоски официјално кажа дека ресорот добро владење повеќе нема да е во рамки на владата, туку дека ќе биде дел од самиот кабинет на премиерот. Секако, како што напоменав уште на самиот почеток, во јавноста веќе извесен период се шпекулира со одредени имиња и комбинаторики за тоа како ќе изгледа владината реконструкција, па повеќе за сето ова предлагам да слушнеме од прилогот кој го подготви колешката Андријана Лазова-Божиновска. Актуелниот директор на ФЗО Сашо Клековски неофицијално ќе биде новиот министер за здравство на местото на Азир Алиу Вреди, дознава Канал 5 од партиски избори. Во пресрет на седницата на извршниот комитет вечерва, на која лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски ќе им го соопшти официјално предлогот. Како потенцијални имиња се уште двајца директори од овој сектор: Синиша Стојановски од 8 септември и Игор Мерџановски од Ургентниот центар. Покрај здравство, владеачката партија ќе го преземе и ресорот социјална политика, а како најсериозен кандидат се споменува актуелниот заменик министер Ѓоко Велковски. Дополнително ВМРО ДПМН ќе номинира и вице-премиер за добро владење, функција која досега ја извршуваше Арбен Фетај, а партијата треба да потврди и дали Борко Ристовски останува во спорт. Од друга страна, целодневни консултации има и во Вреди. Оттаму за Канал 5 брифира дека раководството одлучува кој ќе го замени Иван Стоилковиќ во односи меѓу заедниците, позиција за која во игра биле околу 5 потенцијални имиња. Неофицијално лидерите ќе ги потврдат министерските позиции на Беким Сали, Бесар Дурмиши и Мухамед Хоџа, а најверојатно во правда ќе биде предложен универзитетскиот професор по уставно право Јетон Шасивари во новиот ресор што го добиваат на местото на Зоран Љутков во култура пак. Најголеми шанси има актуелниот заменик министер Седат Сулејмани, иако за истата функција се споменува и поранешниот пратеник Салим Сулејмани. Доцна попладнево се очекува и епилогот од состанокот на Знам, по кој лидерот Максим Димитриевски на пресконференција ќе открие кој е изборот за министер за земјоделство, ресор кој го добија во замена за правда, од која се очекува да се замени Игор Филков. Неофицијално на оваа позиција со која досега раководеше Цветан Трипуновски од ВМРО ДПМН ќе седне државниот секретар од истото министерство Борче Серафимовски. Така би кажала само дека во овие моменти се уште трае состанокот во централното седиште на Знам, каде за половина час од сега е закажана пресконференција на лидерот на партијата Максим Димитриевски, каде што тој најверојатно се очекува да го потврди она што го кажа премиерот Христијан Мицкоски, а тоа е дека партијата Знам го презема ресорот земјоделство за сметка на Министерството за правда. Инаку премиерот Христијан Мицкоски веќе неколку пати посочи дека владината реконструкција не се прави само поради незадоволство
задоволството од работата на овие функционери, туку поради новите приоритети на владата кои што се појавиле изминатите 2 години, па сметаат дека овие кадри побрзо ќе можат да стигнат до тие приоритети. Тој секако најави дека владината реконструкција нема да застане овде, односно дека во периодот кој што следи ќе се разгледува работата и на директорите на државните институции, меѓутоа и на замениците министри во владата. Секако, како што напоменав на самиот почеток, премиерот Христијан Мицкоски лично од овде, од централното седиште на ВМРО ДПМН, ќе ги пренесе сите детали, конкретни имиња. Пресконференцијата Канал 5 ќе емитува во живо во 20 часот и 30 минути, па тоа би биле за сега сите детали од овде. Студио.